Ова видео го овозможија Search for Common Ground и USAID кои го креира реалното шоу Нови херои. Доколку го немате видено новото видео на GP и на Стеф за нова година кој што го направија, кликнете го првиот линк долу и потоа вратете се на ова видео. За овој спот сум доста возбуден, затоа што овој спот ги знам повеќето луѓе кои што работеа на него и знам доста од работите кои што се имаат случајно и како е снимано и кој има снимано, така што би можел да кажам интересни информации кои што ќе ви интересираат вас, кои што се као зад камерите, кои што нема да никогаш да се дознаат. И впрочем е доста интересен и примамлив спот кој што е направено во склоп на сите овие луѓе кои што имаат работено на спотов. Ова е веќе доста сериозна, се работи за сериозна продукција, доста луѓе се вмешани во овоа, музиката изработена од Слаткар и после микс и мастер Иван Ивајо и Томислав Живковиќ, кој што исто има работено неколку спотови на два бона. И претпоставам дека Томислав и GP, пошто пишува видео Томислав и GP, претпоставам дека двајцата со монтажа, од кој што знам дека GP сака да си ја прави сам својата монтажа. Како што може да забележите, прво песната не е баш во најнормален aspect ratio, се вика тоа, да видам литературно да го искористам спорот, малку е по сплескана снимката, ако можам така да се изразам, односно не е најобичен формат. Обичниот формат кој што го гледате сите, кој што гледате вие во моментов е 16:9, а на оваа песна форматот е малку така сплескан од озгора и од оздола. И ова многу ми се допаѓа, затоа што Томислав или GP или без разлика кој да го направи, претпоставам дека Томислав, затоа што он е режисерот и он е тој што го смислил ова предходно, го смислил видеово со умисла дека после тоа ќе се крати и затоа кадрите се така наместени, се така снимани. Ова не е нешто случајно. Не е случајно зошто баш ова изгледа толку да е филмски. Ова е дојдено од едни објективи кои што се викаат anamorphic lenses и баш мислам дека можам и да покажам. Овие објективи, anamorphic објективи, се објективи кои што ја сплескуваат сликата, односно ја сплескуваат како коцка и после тоа ја отсплескуваат, не е битно како и да е. И поради нив постои овој aspect ratio кој што е 2:35:1 е целосното име, луѓето го викаат ова 2:35. Зошто толку многу ми се свиѓа ова е затоа што многу голем дел од луѓето само ставаат од озгора и од оздола црни ленти и тоа е филмски одеднаш. Али тоа не е правилната работа која што треба да се направи. Затоа што прво филмските ленти се дојдени од некаде. Зошто се тоа филмски ленти? Зашто има филмски ленти од озгора и од оздола? Тоа е баш заради тоа. И најправилната работа која се работи за ваква работа, за ваков спот на YouTube е да нема црни ленти, туку да е скратено видеото како што е. И во моментов гледате дека е сплескано видеото, односно скратено од озгора и од оздола, ама нема црни ленти. Тоа е затоа што кога правеле експорт после тоа кога го рендерирале видеото во програмот, го изрендерирале со умисла и го изрендерирале скратено. Не е битно да не обзима многу околу тоа, мислам дека е доста интересно и не многу луѓе го пратат ова. Као буквално видите, сите видеа кои што имаат црни ленти од озгора и од оздола, тоа значи дека се додадени. А најправилната работа е да се скрати видеото или видеото да е веќе така снимано од камерата. Пред да продолжам со видеото, сакам накратко само да кажам нешто за Нови херои. Доколку се уште го немате видено, Нови херои е реално шоу кое се емитуваше на телевизија 21 и на Телма и истите епизоди ги имаат ставено на YouTube. Ова шоу многу ми се допаѓа бидејќи има деца од секаде и се генерално тинејџери, така што е тинејџерско шоу. Сите епизоди ги имате бесплатно на YouTube и исто така можно да си најдете некој од вашите другари или другарки кои што се во ова шоу. Ви го препорачувам ова на вас, затоа што продукцијата е доста професионална и многу ми се допаѓа начинот на кој што се ова ставено заедно. И во исто време ќе видите проблеми и предизвици кои што се слични на нашите и на вашите, на сите тука, но се представени на многу хумористичен и интересен начин. Така што цирнете ја првата епизода Нови херои, прв линк во description. Ако сакате да ги најдете сите епизоди, буквално напишете на YouTube Нови херои 01, 02, 03, сите епизоди се достапни на YouTube.
Втора работа која што сакам да ја зборам за ова видео е еден многу интересен ефект кој што го видов 2 пати во последно време во Македонија, го имам видено и порано во светов, али е доста интересна работа затоа што има нешто во тоа што кога е успорена снимка, нешто е многу по-филмски, многу по-синематик е зборот кој што го користат, односно кога нешто е успорено е многу драматично и многу доаѓа до израз. Затоа погледнете ги скоро сите спотови до сега се направени каде што некој пее и заедно со тој што пее има нешто што се случува, без разлика дали актер или актерка, но најчесто они се во успорена снимка. Најчесто тоа што го прават, без разлика дали е трепкање или нешто, е во успорена снимка. Ова е ефект кој што ги комбинира двете. Погледнете им ги устите на Стеф и на Джипи. Они во исто време пеат, но и во исто време се во успорена снимка. Ова е се успорена снимка. Моментов гледате и капчево и се што се случува во успорена снимка, ама они пак пеат исто. Тоа е направено на следниот начин. Песната е убрзана, да речеме 20%, затоа што мислам дека 20% онака е као најприродно, да не е премногу, да не е премалку. Така што песната ја имале они на лице место и ја пееле побрзо. После тоа, кога го снимиле ова е земено и ставено во компјутер и е ставена оригиналната песна и само видеото е развлечено за 20%. Односно е успорено за 20%, така што устните се уште им се синхронизирани со вистинската песна, но нивните движења се направени во slow motion. И ова е многу интересен ефект кој што го видов истиот ефект го има во Next Time од Јовка Комановка, баш тоа сакав да ви кажам, затоа и го ставив овдека. Спремете се за тотално различна песна и тотално друг стил, но истата порака. Нешто што сака да направи да дојде до израз и нешто што е многу драматично, филмски. Дури овдека е толку некако суптилно да не може ни толку да се примети, ама за истиот ефект станува збор. Исто така сакав да зборувам за светло. Многу ми се допаѓа овој контраст тип на светло кој што е направен во моментов. Позадината е изведена со сите тие новогодишни светла кои што ги видовте во претходните кадри, а неговото лице е композирано со, претпоставувам, 2 или 3 светла, не сум сигурен, но има едно светло кое што доаѓа од неговата лева, наша десна страна. Претпоставувам дека е светло, обично LED светло, кое што дозгоре има ставено црвен гел. Тоа го спомнав во минатото видео. Станува збор за нешто вакво. Црвено кое што ќе се стави дозгоре и тоа ќе го намонтирате со штипки или со било што и го дава овој ефект. И светлото е точно наместено, претпоставам на 45 степена или нешто слично, малку лево или десно, да прекинува овде. И потоа контрастно тоа, комплиментна боја, плава боја, истото, само не ред, туку блу. Едно вакво, со штипки ќе се намонтира од згора и го има овој ефект. И претежно светлото е такво низ целиот спот што дава многу да е интересна и драматична снимката, а исто така и до израз му доаѓа на лицето на Джипи со тоа што има овие светло од позади, го осветлуваат него од позади и му даваат као аутлайн, го разделечуваат него од позадината, малку повеќе му даваат на значење на Джипи дека он е главниот тој за кој што се работи во спотов. Претежно за такво светло се работи низ целиот спот, некаде се менува, кадрите кои што им се на крај надвор се менува светлото, тотално е друга приказната, но гледате дека за тоа отприлика се работи, она е малку насочена на лево и камерата е малку ставена на десно, додека пак овдека светлото го удира Джипи малку повеќе, а Стефан малку помалку. Во двете ситуации двајцата изгледат многу драматични, многу филмски. И на крај, као што гледам, кој што им се на крај кадриве што се од надвор, секој е чест затоа што истото што го имале они во студио го донеле надвор, затоа што гледате дека ова е надвор снимано, ова е на плоштад снимано, а светлово е се уште исто.
Како и да е, секоја чест за екипата која што го има направено овој спот, доста интересен, доста новогодишен спот. Спотот изработен многу добро, спонзорот е вметнат многу добро внатре, многу онака суптилно и сепак да е се уште интересно. И тоа е. Тоа е моје мислење за спотов. Ако имате некои прашања, слободно пишете ги во коментари и во наредно видео би можел да ги обработам и нив. Фала ви многу што го гледавте видеово. Ако немате сабскрајбнато, сабскрајбете на каналов. Инстаграмот ми е Box Borneo и се гледаме во наредно видео.